Сеидбата на оризот во Кочанско поле доцни, причина е недостигот на вода. Површините се подготвени, но во дел од полињата нема капка вода, а штетите доправа ќе се утврдуваат. Револтирано тврдат оризопроизводителите од Чешиново, според кои оризарите од соседните села со кршење на каналетки ја пренасочувале водата од системот. Има луѓе што не ги спремале површините, тоа се неколку души, не успеле да ги спремат и сега чекајќи нив они да ги спремат површините, вие сите што се спремани не може да ги одсеат. За 2-300 декара не спремани ниви ќе останат може 300 хектара, не знам. Каналетката ја скршија, а сега знаат, вчера ја обновија, за да тече водата полнино да биде, тоа е наш неусудија. Доцната сеидба од речиси месец дена ќе ги чини многу оризопроизводителите од овој регион. Толку сме упропастени што нема да жнееме есента, нема да жнееме ништо. И нема потреба ни да се сее, што ќе сееме ние то прв гледа што е. А се е спремано, и ѓубре фрлено, и спрскано, дотерано се, направиле сме многу трошок и сега кој ќе ни го покрие овој трошок? Ова за уште 2 дена, а ако не се пуште водата, пак треба да преработуваме. Значи со една преработка ние одеме 5 литра нафта. Значи ти замисли колку има 300 хектара тука сега, по 5 литра нафта. Знаете ли која загуба е само од нафта? Од декар 5 литра нафта. Плюс прскање. Плюс вегетацијата веќе на оризо се губе. Според раководителот на водостопанство Брегалница Благојчо Богатинов, стариот и дотраен систем е еден од главните фактори за овој проблем кој се провлекува низ годините наназад. И единствено решение е изградба на нов цевковод. Тој проблем не е од сега, дојде до израз сега поради временските услови, што е така. Проблемот ќе се реши со изградба на цевковод. Независно да бидат Чифлик и Чешиново, да не чекат вода, се договоривме на 20 да биде пуштена. Водата е тогаш пуштена. Тоа сега со послабо темпо што оди, тоа е друго. Сега се враќам јас со терен кај Облешево, излегува водата, значи таа до понеделник, евентуално до вторник, мислам дека они ќе имат околу 1 кубик вода на располагање. Инаку во Кочанско годинава со ориз се посејани околу 4000 хектари. Меѓутоа во овој регион проблемите на земјоделците кои мака мачат да дојдат до вода и каде што сушата речиси секоја година им уништува дел од производството никако да завршат. За нив доцна сеидба значи и намалени приноси.